أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Возвишениот Аллах Азза ва Џел ги создаде сите созданија и ги изведе од непостоење во постоење. На секој вид му одреди посебна мера и посебни особини. Неговото создавање не престанува и не прекинува. Секој ден, па дури и секој миг, тој создава што сака, како сака и кога сака. Па едно од неговите возвишени имиња, од возвишените имиња на Аллах Азза ва Џелле е неговото име Ел-Халиқ, Создателот. Вели Аллах субханаху ва таала: "Хуа Аллахул Халиқул Бариул Мусаввир, лехул асмаул хусна." Тој е Аллах, Создателот, оној кој создава од ништо, оној кој дава облик, нему му припаѓа најубавите имиња. Па Аллах е најдобриот Создател. Се што создал, го создал совршено, со мудрост, ред и прецизност. Од најубавите негови созданија е човекот, кога Аллах Азза ва Џелле го создаде, го обликува и го разубави. Тој единствено е Создателот кој се знае. Целото создание го создал сам, без ничија помош и без никаков придружник. Ја ејухан насу ذкуру ниъмет Аллахи алейкум, хел мин халиқин гайру Аллахи јарзукукум минес самаи вал ард, ла илаха илля ху, фа анна туъфакун. О луѓе, сетете се на Аллаховата благодет кон вас. Има ли друг Создател освен Аллах, кој ве снабдува и ви дава риск од небото и од земјата? Нема друг Бог освен Него. Па како тога се одвраќате? Како тога се оддалечувате од Него, од Неговата вера, од Неговите прописи и од Неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем? И каде се одметнувате? Создателот ништо и никој не може да го ослаби и да го направи немочен. Тој го започна создавањето и тој е способен повторно да го врати. Нему му припаѓа совршената моќ, мудрост и управување. Со својата величина, возвишеност и сила создаде се, а со својата мудрост го усоврши секое негово создание. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Само Аллах го започнува создавањето од ништо, а потоа повторно ги оживува созданијата после нивната смрт. И повторното оживување после смртта за Аллах Азза ва Џелле е лесно како првото создавање, иако и едното и другото за него е лесно. Нему му припаѓа највозвишениот пример, највозвишениот опис на небесите и на земјата. Тој е силниот и мудриот.
Се што е покрај Аллах Азза ва Джел, се што е друго освен Аллах Азза ва Джел е создадено и настанато и сите созданија претходно не постоеле. Хел ета алал инсани хинум мин ад-дhr лам якун шеј'ан мазкура. Зарем не помина врз човекот еден период од времето, еден дел од времето, кога тој не бил нешто што се спомнува, ниту пак имал некаква трага по која би бил познат. Нема човек, а да не поминало време пред да постои и пред да се роди. Потоа ќе умре и ќе остане во својот гроб, онолку колку што Аллах Азза ва Джелле знае, врзан за своите дела, чекајќи го проживувањето на судниот ден. Драги и почитувани браќа, верувањето во ова возвишено Аллахово име, Ел Халик, Создателот, има големи плодови и влијание кај верникот. А од нив се и дека Аллах возвишениот од секогаш и непрекинато создава што сака, кога сака и како сака. Нему му припаѓа целосното управување и во неговата рака е целата наредба. Ва раббука јахлуку ма јешау ва јахтар. Твојот Господар создава што сака и избира што сака. Од иманските плодови на верувањето во ова возвишено име е и тоа да знаеме дека Аллаховото создавање е нешто величенствено, нешто возвишено. Луѓето и джиновите и сите други созданија се немочни да создадат нешто слично на неговото создавање, дури и ако сите би се помагале едни на други. Хаза халқуллах фаеруни маза халаqa аллазина мин дуни бели залимуна фи далалин мубин. Ова е Аллаховото создавање. Ова е она што Аллах Азза ва Джелле го создаде. Па покажете ми што создале оние покрај него, што создале оние кои луѓето ги обожаваат покрај Аллах Азза ва Джелле, покрај вистинскиот создател, но зулумчарите се во очигледен далалет и во јасна заблуда. Во ова има јасен предизвик за сите созданија, за джиновите, за луѓето и за другите. Од иманските плодови на верувањето во името на Аллах Азза ва Джелле Ел Халик е и тоа да знаеме дека Аллах Азза ва Джел го создал овој величенствен универзум со голема цел и возвишена задача. Ефа хасибтум еннема халакнакум абеса ва еннекум илейна ла турджаун. Зарем мислевте дека ве создадовме залудно и дека кај нас нема да бидете вратени? Невозможно е и не му доликува на Аллах Азза ва Джелле да ве создаде, да ве остави без цел, само да јадете, да пиете, да се забавувате, да уживате во страстите на овој свет, а потоа да бидете оставени без наредби, без забрани и без награда или без казна. О Аллахови робови, размислувајте за Аллаховите созданија, бидејќи размислувањето за нив го зголемува иманот на муслиманот и го зацврстува неговиот јекин и неговото убедување. Покорувајте му се на величенствениот Создател и чувајте се од дрскоста кон неговите забрани и граници. Како може слабиот човек, слабиот инсан да му биде непослушен на Господарот кој е моćен и величенствен? Колку е големата моќ негова на оној кој создаде и кој усоврши, а колку е човекот неук и невнимателен према оне што Аллах Азза ва Джелле го има створено. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Ние 7 небеси над вас создадовме, едни над други, и ние не сме немарни кон тоа што го создадовме. Па како може да му се греши на оној чија моќ е ваква и како луѓето се осмелуваат да станат против оној чија величина и власт се толку големи? И на вистина само Создателот заслужува да биде обожаван и само тој заслужува да му се чини ибадет. О луѓе, обожавајте го Господарот ваш, кој ве создаде вас и тие пред вас, за да бидете богобојазливи, кој земјата ви ја направи постела, а небото покрив, и кој од облаците спушта дожд и со него ги вади плодовите како прехрана и како риск за вас. Затоа немојте да му чините ширк, не припишувајте му рамни и партнери на Аллах Азза ва Джелле, а вие знаете дека Аллах е единствен што создава и снабдува. Па Господару наш, Создателу на небесите и на земјата, кој создаде се со мудрост, мера и совршенство, не остава и на самите себе си ниту еден миг.
upati ne kon ona što ti go sakaš i kon ona so što si ti zadovoljen i sačuvaj od grevovi, zabludi, loš kraj. Gospodaru naš, ti koji prv pat sozdavaš i povtorno ke oživej go našето srce vo iman, zacvrsti nenavistinata i napravi go našето vraćanje kaj tebe da bide sa tvojeto zadovoljstvo. Amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على خير البرية والهدى، فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والموحدين في الشام، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في سيناء، اللهم انصرهم في غزة، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم من اليهود والمنافقين والمرتدين والكفرة، اللهم عليك أجمعين، اللهم عليك بهم، اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين يا رب العالمين. اللهم اهد شبابنا وشباب المسلمين، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.